Има пораст во зависност од обложување кај младите во САД според Националниот центар за игри. До 7% од американците по 25 години покажуваат такви симптоми. Саул Малек бил еден од нив. Тој станал зависен од онлайн спортско обложување кога имал само 19 години. So I won that first small bet. Го добив првиот мал облог и се чувствував на врвот на светот. Се чувствував како да сум некој мафијашки водач кој одлучува за се. Тоа беше лудо искуство и иако беше само $10, сакав да го повторам. Наскоро Малек почел да се соочува со финансиски проблеми. Тогаш неговите пријатели и семејството го убедиле да побара психолошка помош. Овој психолог вели дека гледа поврзаност помеѓу легализацијата на онлайн обложувањето и зголемувањето на зависничкото однесување. During the past about 3 to 4 years, Во текот на изминативе 3 до 4 години добивам повеќе препораки од поединци кои се борат со онлайн обложувања. Пенсилванија го одобри спортското обложување на интернет во 2017 и стана достапно за јавноста во 2018-2019 година. Според Forbes, онлайн спортското обложување моментално е легално во 33 сојузни држави на САД. Многу психолози велат дека лесниот пристап е дел од проблемот. remember that prior to, online sports betting, Претходно, ако некој сакаше да се обложи, ќе требаше да излезе надвор, да оди во локален бар и потоа да се обложи, додека сега се што треба да направите е да го вклучите компјутерот или телефонот. Некои сојузни држави работат на едукација на младите луѓе за зависност од обложување. Една иницијатива на политичарот Сем Расул доведе до тоа Вирџинија да стане првата сојузна држава, која бара од сите јавни училишта да ги учат учениците за ризиците од обложувањето. One child in every classroom. Обично едно дете во секоја училница го има овој проблем. Важниот дел во спречувањето на периодот на зависност, без разлика дали се работи за дрога, алкохол или обложување, е да се разбере зависничката природа на овие активности. Во некои други сојузни држави како Северна Каролина и Висконсин, каде што е дозволено обложување на различни начини, некои училишта одлучија да имаат задолжителни програми, што ги предупредуваат децата за опасностите од обложувањето, бидејќи се обидуваат да спречат пораст на случаите на зависност.